Благодарам, председателка Кузмановска, почитувани колеги, почитуван заменик министер. Без разлика што подносот на Министерството на финансии спрема собранието продолжува во иста тенденција, повеќе мислам дека не треба ни да го коментирам тоа, ќе се задржам на содржината околу дискусијата на почитуваниот колега Иванов. Мислам дека прво треба се сконцентрираме на макроекономските показатели. Овој дел кој што повеќе господинот Иванов го опфати во неговиот говор е дел од амандманската расправа, каде што можеме подетално да навлегуваме во суштина на секоја од ставките. Она што суштински ние треба да го дискутираме денеска, мислам, е генералното проектирање на буџетот на Република Македонија од аспект на приходи и расходи. И како тоа ќе направи ефект врз македонската економија. Мораме да потенцираме неколку работи. Спротивно на ветувањата за време на изборите, ова е најголемиот буџет во историјата на Република Македонија. Ќе потсетам, Социјалдемократскиот сојуз велеше вака: не е потребно толку голем буџет, заради тоа што пола милиарда евра се трошат за споменици, пола милиарда евра се крадат од секој буџет. И тврдењето на СДСМ беше дека кога ќе се решат тие проблеми, нема да се градат споменици и нема да се краде, буџетот може дури и да оди со помали вредности. Сега го гледаме спротивното. Условно прифатено дека сега не се краде. Еве, викаме, никој од СДСМ не краде. 500 милиони евра има вишок во буџетот. Гледаме дека не се прават споменици, тек тук дуи прави по некој орел низ Македонија, но тоа не е буџетски финансирано, тоа е од веројатно други фондови. Но од буџет не се исплаќаат средства за споменици. Велиме, како сега е најголем буџетот на Република Македонија и зошто е најголем и зошто е тоа спротивно на ветувањата на Социјалдемократскиот сојуз. И зошто воопшто има потреба да се покачуваат даноците. Ако е дисциплинирано работењето на Министерството на финансии, ако се затвараат дупките како што велите и така натака, а денеска, почитувани колеги, не знам колку забележавте, за прв пат имаме јавно признание од министер за финансии дека државниот долг е зголемен. Прв пат од министер за финансии на СДСМ има признание дека во апсолутна смисла и во процентуална смисла државниот долг на Република Македонија е зголемен по време на Социјалдемократскиот сојуз. Значи не се да, има во стенограмите, прочитајте го. Значи ни ветувањето дека ќе се намали долгот на Република Македонија и дека нема да се задолжува понатака и само ќе се исплаќаат долговите кои што криминалната лоша влада на ВМРО ДПМН ги зимала, и тоа ветување паѓа во вода. Значи, пак ќе потенцирам. Може би за мене денеска најбитен момент од седницата за Комисијата за финансирање и буџет е јавното признание на министерот за финансии дека државниот долг на Република Македонија е зголемен во време на Социјалдемократскиот сојуз. Од таа смисла, јас и не го разбирам и не ја разбирам креацијата на буџетот врз база на очекувано изгласување на законите за зголемување на даноците во Република Македонија. Овој буџет е креиран со претпоставка дека собранието ќе ги изгласа законите. Меѓу другото, и тоа е однос кој што го има Министерството спрема собранието. Значи, Министерството знае какви аргументи да имаат стопанските комори, а тие се остро против покачување на даноците, какви аргументи да има опозицијата, а таа е остра против било какво зголемување на даноците, дека во собранието има пратеници кои што нема да ги слушаат аргументите, ќе гласаат така како што Министерството на финансии им наложува. Значи, не скратена постапка законите за зголемување на даноци, воопшто не треба да има постапка. Заради тоа што ако се изгласа вака буџетот, се губи смислата на дискусија по било кој од тие закони кои што ќе опфатат зголемување на давачките на граѓаните на Република Македонија. И тука помалку ми е малку чудно како на колегите од СДСМ не им смета тој однос. Значи, по правила на нештата, прво требаше да се донесат тие закони за зголемување на даноците на граѓаните. Тие ќе стапат во сила од 1 јануар, пример, како што и сега е планирано, па после да почне постапката собраниска за изгласување на буџетот. Заради тоа што проекциите на буџетот се неточни во овој момент. Заради тоа што тие проектирале 1.500 милиони поголеми приходи по основ на новите даноци, а тие даноци не се ни изгласани. Ме разбирате?
Че нема законска подлога во тој дел буџетот на Република Македонија. И тоа во нашата демократија веројатно и врвело, можеби и ќе се сетиме на некој пример таков штетен и погрешен во време на ВМРО-ДПМН, но повторувањето на таквите грешки апсолутно ништо не помага. И тука опозицијата може да критикува, но се до момент додека колегите од власта, кој да е власт, во овој момент сте вие, не се спротистават на таквата тенденција, заради тоа што тоа е прво нарушување на вашето право да одлучувате како пратеници, тоа ќе се повторува. Ако вие го толерирате и следната година, па се смени власта, па продолжи ВМРО да го толерира, тогаш на вистина ние немаме демократија од парламентарен карактер, ние имаме некој тип на комбинирана олигархија. Некој некаде одлучува во помал состав и тоа после си мина низ процедури. Значи, во најмала рака, заради овој аргумент, буџетот е проектиран на незаконски основи. Покрај тоа, било какво покачување на даноци во Република Македонија е штетно. Зошто? Ќе ви кажам. 2 пати во Република Македонија имаше драстично намалување на даноците. 2 пати. Тоа еднаш кога преминавме од системот на оној данок на промет кој што се плаќаше, тој беше, ако не се лажам, 22,5% или 25%, благодарам колега, 25%, преминавме на ДДВ од 19% со одредени категории со повластена стапка од 5%. Кога тоа се воведе, значи драстично намалување на цели 6% поени во оданочувањето за најголем број од стоките, различна сметководствена вредност, но апсолутната вредност на крај е таква. Знам зашто потенцират. Приходите во буџетот наеднаш се зголемија. Зошто? Заради тоа што тенденцијата на луѓето е, ако е честно оданочувањето, да си платат данок. Значи, немаме ние по дефолт 5%, 10%, 30%, 50% криминогено население, кое што намерно не сака да плаќа даноци, туку имаме население кое што чувствува дека плаќањето на данокот е преголемо и смета на економското битисување на нивниот субјект. И затоа имате неиздавање фискални, затоа имате дупли сметководства и така натака, и тоа до ден денеска се гледа. Ќе ви кажам еден пример. Според официјалната статистика во Република Македонија, реонот на Каменица, Делчево, Пехчево, Виница е поразвиен по бруто домашен производ по глава од жител со Полог. Значи, Каменица, Делчево, Берово и Пехчево се поразвиени економски од Тетово и Гостивар, по официјална статистика. Тоа беше објавено пред 3-4 дена, веројатно заменичката го има виден. Бројот на невработеност во Полог е 35%. Процентот на невработеност во Полог е 35%. Сите ние знаеме дека Полог, како регион, благодарение на тоа што луѓето таму биле одбивани да работат во државна и јавна служба за време на Југославија, не по нивна желба, морам да потенцирам и да бидам фер, че луѓето не им било дозволувано да работат во државна служба или во општествени предпријатија, луѓето приватното работење си го имаат како наследство повеќе од 50, 60, 70 години, секој се снаоѓал како знаел, умел. Денеска, кога се движите низ Полог, од сите страни сјаат светла и реклами на фирми, кога се движите од Македонска Каменица за Делчево, ако видите човек, треба да бидете среќен. И сега по статистика нас овие 4 града во Источна Македонија ни се поразвиени по глава на жител, потенцирам, отколку Полог. Тие 4 града во крајниот исток на Република Македонија имаат поголема вработеност отколку Полог, по глава на жител зборам. Тие 4 града на крајниот исток на Република Македонија плаќаат повеќе данок по глава на жител отколку Полог. Што ми е поентата? Поентата ми е дека ние се уште имаме огромен степен на сива економија во Република Македонија. И таа ја детектирам со таква дискрепанца во официјалната државна статистика. Покачувањето на даноците нема да помогне во намалување на сивата економија. Напротив, ќе стимулира сива економија. И тоа е правило кое што го имате во било која книга по економска теорија, без разлика дали ја пишува левичар или десничар во економска смисла. И во тој момент ние се решаваме да оданочуваме повеќе и велиме како ви се тезите да ги оданочиме богатите. Ама богатството не го мериме по богатството, богатството го мериме по приходите, што е неправилно. Зошто? Заради тоа што во владата има само еден министер има кој што ќе биде оданочен по новиот данок.
Небитно кој, X и Y. Но има 5 други министри кои што се веројатно 10 пати, 20 пати, 30 пати побогати од тој еден министер. И сега овој еден министер кој што има за 3000 или 5000 или 7000 денари поголем приход месечен, ќе биде оданочен како богат, а овие кои што се реално побогати од него нема да бидат оданочени како богати. Разбирате? Ако сакаме да оданочуваме богатство, тогаш тоа се прави преку даноците за имот. Ако имам јас еден стан и имам втор стан, на првиот стан треба да си плаќам одредена стапка која што ја плаќаат сите, на вториот стан треба да си плаќам поголема стапка. Ако имам и трет, четврт, пет стан, тогаш на тие треба дури даночните стапки да бидат и многу поголеми. Не само за базен или било што. Не само заради богатство, туку и заради дестимулација на затварање на пари. Че треба да стимулираме луѓето да ги затвараат парите во мртов капитал, а да ги стимулираме луѓето да ги инвестираат парите во обрт. Од тој аспект, вашата даночна политика, почитуван колега Иванов и почитувана заменик министерки, не е данок на богатите, туку е данок на успешните. А успешни во Република Македонија, за жал, се многу малку. 4500 луѓе ќе бидат опфатени со оваа даночна политика, од кои верувам дека бар 1/4 ќе бидат млади луѓе од 25 до 35 години кои што работат IT инженерство. Ефектот ќе биде по 1000 денари плюс. Но стимулот тие луѓе да бараат начин како да не плаќаат поголем данок ќе биде поголем. Ако некој земал 100.000 денари, сега ќе зима 89.000 денари, а 11.000 денари ќе ги зима во бончиња за гориво и во кредит за телефон. Остај што нема да го наплатите плюсот на тие 10.000 денари од 8%, ќе го изгубите на приливната страна и данокот од 10% кој што го плаќале луѓето на тие 10.000 денари, односно 11.000 денари. Вас нема да ви се случи зголемување на даночните приливи по основ на ова ново оданочување. Вас ќе ви се случи намалување на даночните приливи по основ на ова даночно зголемување. И јас не можам да разберам, ајде министерот е теоретичар, ултралевичар, советниците му се поеќе од ултралевичар. И во можеби некоја атмосфера на идеолошка дискусија со ренесансни причи за Маркс и Енгелс и таа, може има логика. Ама сите вие тука доаѓате од реален сектор. Реално сте го преживеале животот. Не сте теоретичари. Никој од вас не е само теоретичар. Не можам да разберам како не можете да им објасните дека ова зголемување на данокот ќе направи штета. Нема да направи никаква корист. А таа штета, ние како пратеници, ќе ви ја триеме за жал вас од носот, за жал вас, заради тоа што министерот за финансии не доаѓа на седници. Не само ние, а и ние. По дефолт сме политички конкуренти, природно е Илија да критикува СДС. И граѓаниве ќе го сетат тоа, и граѓаниве ќе ви забележуваат. И вие ќе бидете тие кои што ќе треба да браните нешто што е штетно, а и самите знаете дека е штетно, ама министерот го нема тука да го браните. Затоа, да не ја ширам премногу за даноците, сакам уште 2-3 работи да кажам и да завршам. Затоа ми смета кога на прв ден на општа расправа за буџет, министерот не е присутен тука, и ми смета кога на прв ден општа расправа ние почнуваме да зборуваме за ставка за библиотеката во Гостивар. Дај Боже, немам никаков проблем. Ама да. Тоа што вели колешката, се испаѓа дека све сме решиле во државата и сега ќе се занимаваме на прв ден на општа расправа за буџет со библиотеката во Гостивар. Не една, 4 нека се направат. Дај Боже да ги научиме младите генерации да не одат у спортска кладилница, а да одат во библиотеки и во книжари. И најпат. Значи, од тој аспект би замолил да се задржиме
Би замолил да се задржиме на суштинските елементи на проектирањето на буџетот, бар првите 2 дена од дискусијата. Потенцирав дека во приходната страна ви недостасува законска основа за проектирање на буџетот. Во расходната страна се забележува еден елемент на зголемување на социјалните трансфери, кој што од аспект на економската состојба во Република Македонија во дел од тие мерки е позитивен. Во дел е штетен. Заради тоа што ќе создаде дестимулација на ангажманот на луѓето на пазарот на трудот. Во делот на сите категории, кои што важат за категории со било какви реални пречки, јас сакам да дадам јавна поддршка. Дека треба државата да помага повеќе. Но во делот на зголемување на социјални трансфери, кои што ќе значат дестимулација на конкурентноста на пазарот на трудот, мислам дека исто така треба дупло да размислите. Јас тоа и индивидуално со дел од колегите од СДСМ го зборував, ова, се што подразбира луѓе со реална неможност да бидат дел од пазарот на трудот, треба да се помогне. Треба да се помогне сериозно. И многу, и ова треба да има развојна компонента. И во тој дел јас поддржувам. Но во делот на политиките кои што ќе значат дестимулација на пазарот на трудот, мислам дека треба дупло да се размисли. И трета, би последна работа за која што сакам да потенцирам, ќе се потрудам да биде сосема кратко. Проекцијата во делот на расходните страни. Одите со проекција на уште поголема сума за капитални расходи од тоа што проектиравте за оваа година. А оваа година покажавте како не знаете да ги реализирате капиталните расходи. И сега, јас не можам да разберам, ние пред еден месец тука дискутиравме за ребалансот на буџетот. Ако може да се дослушаме, да завршам за сосема кратко. Ние пред еден месец во оваа сала разговаравме за ребалансот на буџетот. Министерството за финансии, секако заменичката министарка многу повеќе го цени собранието и почесто е тука, но понекогаш и министерот за финансии доаѓаше, веројатно забележа дека главната критика на опозицијата се капиталните расходи, односно нереализацијата на капиталните расходи. Пообјаснувавме на 200 возможни начини. Што е тоа што не го работите, што е тоа што не го правите. Премиерот беше присутен на седница кога се разговараше, дури имаше негова јавна изјава која што јас ја поздравувам, каде што кажа дека неопходно ќе биде политичка одговорност на министрите кои што не ги реализираат капиталните расходи, односно он ги употреби зборовите кои што пратениците од опозицијата во собрание ги зборува, и тоа е голем исчекор во смисла на негова верификација на нашите зборови, а предупредување до вас дека не треба да браните тоа што не е забранено. Вие браневте, но премиерот ја прифати аргументацијата на опозицијата. Во делот на капиталните расходи, зборам, не сакам да генерализирам или да вовлекувам со зборови. Ова за следната година вие предвидувате поголеми капитални расходи. Јас сакам да потенцирам една работа. Во овој еден месец во кој што се крена аларм во општата јавност, не само опозицијата, стопанските комори ви реагираат за капиталните расходи, општините ви реагираат, граѓаните ви реагираат за капиталните расходи. Вие не надфрлате просек на месечно трошење на капитални расходи 16 милиони евра. Па мислам дека има 10 фирми во Република Македонија кои што трошат повеќе од колку вие што сте потрошиле за капитални расходи. Цела државна инфраструктура со сите министерства успеале да вбризгаат во македонската економија 16,3 милиони евра за последниот месец од кога кренавме аларм. И тука исто така, колеги од власта, сега репликата е насочена спрема колегата Иванов, но генерално дискутирам, не е лична дискусијата, навистина треба предпоставките за реализација на капиталните инвестиции да ги создадете. А како се создаваат? Има министри кои што се по година и пол, 18 месеци, мислам дека е веќе владата избрана, ако не и повеќе, кои што немаат реализација никаква на капиталните расходи. За да вие можете последна година тук нас да ни кажете,
Луѓе, вие критикувавте пред една година за 27% реализација на капитални расходи, сега се 72%. Вие мора да создадете предуслови. А тоа значи да почнете навреме да позиционирате политичката одговорност за нереализација на буџетот на Република Македонија. Зошто го велам тоа? Заради тоа што на тој начин се наштетува на македонската економија со минус на пари кои што се вбризгуваат во низе. Прво, второ, се нанесува штета на различни категории на граѓани. Не знам. Еве со колегата можеме да продебатираме, сме дебатирали и неофицијално. Граѓаните на село Сливник очекуваат дека првите 6 месеци од кога СДС Македонија на власт ќе биде направен патот. Патот не е направен се уште. Има ветување дека ќе се направи, има ангажман дека ќе се направи, но 12 месеци виси тоа. И граѓаните на село Сливник, кои што масовно гласале за Социјалдемократскиот сојуз, сега имаат дилема и си викаат, або вие или не излажали или се неспособни. И тоа се мултиплицира на различни нивоа на секаде низ Македонија. Што е проблемот? Не е проблемот кај господинот Иванов, кој што знам дека се залага да се направи тој пат. Проблемот е, нема кој да го направи тој пат. Ме разбирате? Не, колешке, немој да ми се лутите, совети ви давам. Вас ке ве критикуваат, вас во Охрид ке ве критикуваат дека вие сте крива за некој пат што не е направен. А вие нема да можете, заради тоа што слепо све браните, нема да можете утре на граѓаните да им кажете дека сте биле 10 пати во некое министерство да барате ситница да ви помогнат за Охрид, а не ви помогнат. Разбирате што ви зборам? Тоа ви го зборам. И ви го зборам од искуство. Сакате прифатете го, сакате не. Не мора да го прифатите одговорница. Не очекувам ни никој од вас да стане да каже во право си. Но имајте го во глава. Тоа ќе е доволно и на тој начин малце ќе помогнеме работите да бидат подобри. Од тој аспект, според мене, буџетот на Република Македонија таков каков што е нема да го предизвика растот кој што го планира. Прво. Второ, ја на сите буџетски расправи нудам и кладби, вака, неколку пати со министерот нудам кладба и сега нудам кладба дека нема да биде реализиран, завршувам. Нема да биде реализиран буџетот така како што е планиран и пак ќе претрпи најмалце еден ребаланс со драстични суми и за жал, доколку не направите сериозна реконструкција во владата и сериозна реконструкција на моделот како менаџирате со владата, капиталните расходи на Република Македонија пак ќе останат на истото ниво. Јас го кажувам ова од аспект на тоа што е возможно, а не што е посакувано. Секако и тој момент, господине Митревски, ќе дојде порано или подоцна. Благодарам.